Не сте повикан на оваа пресконференција. Напушти си ја пресконференцијата. Или ќе одиме на друго место, па таму ќе Мораме да се тргнат од тука, застанат пред врата таму, нека се стојат таму, кај што треба да стојат. Затоа што ние дај ќе се тргнеме ако не на друго место. Не, ајде ќе одиме на друга локација. Шоу пред зградата на ССМ. Поранешниот председател Живко Митревски тврди дека Слободан Трендафилов бил избран на нелегитимен конгрес на чело на синдикатот. Според Митревски, Трендафилов не бил председател на грански синдикат и со тоа не можел да биде на функцијата. Митревски за ова денеска свика пресконференција на која се појавија и лично Трендафилов и дел од актуелното раководство на синдикатот, но тој не сакаше да ја даде изјавата пред нив. Не, ти си кажал да работниците многу. После ова, Митревски застана пред новинарите, а позади него стоеше Трендафилов, слушајќи како неговиот избор за председател бил нелегитимен и запрашан за која висина на минимална плата би се борел доколку стане прв синдикалец, тој вели ке постапувал според законот. Министерството за труд носи решение со кое го одбива барањето за упис на Слободан Трендафилов за председател на трговија и со тоа за ВД председател од една страна. Меѓутоа продолжуваат активностите на Слободан Трендафилов, лажно прикажувајќи се дека е председател на трговија. Ние како честни синдикалци ќе бараме зголемување на платите и ќе бараме врз основа со легитимните синдикати да направиме реален социјален диалог со кој ќе утврдиме зголемување на плати на начин како што е утврдено во нашето законодавство, а не повикување на нешто што е спротивно на сите стандарди. Трендафилов од своја страна посочи дека од Митревски работниците не слушнале ништо друго освен тоа кој треба да биде на чело на синдикатот. Тој посочи дека ССМ ќе продолжи со барањата и очекува наскоро да има средба со премиерот Мицкоски по вчерашната изјава, во која премиерот ги повика да не потпаѓаат на политички влијанија. Многу ми е жал што работниците немаа можност да слушнат ништо друго освен фотелјата и му симнавме фотелјата, му дадеме фотелјата. Не слушнавме што ќе направи за работниците, не слушнавме дали бара повисоки плати за работниците, не слушнавме дали ќе подпише нешто за да направи за работниците. Сојузот на синдикатите на Македонија е единствениот синдикат партнер на оваа влада, не само на оваа влада, туку на сите влади во последните 78 години. Моите очекувања се дека ќе се сретнеме. Жал ми е што мораме да зборуваме за вакви работи, што сме оневозможени да зборуваме за работничките права и за растот на платите. Инаку ССМ побара од владата минималецот да се покачи на 450 евра веднаш. Според владата, претходната власт го оставила буџетот во катастрофална состојба, а во моментов за висината на минималецот се постапувало како што налага законот.